дела. Во изминативе неколку денови сведоци сме на како владата по брза постапка, без дебата во собранието, носат закони спротивни на голем број начела и уставни одредби. Ваквото носење на законски измени по скратена постапка со европско знаменце е насилна криминал кој владата го прави во името на Европската Унија. Сите измени се однесуваат на проекти од национален и стратешки интерес. Стратешки национален интерес е да се зачуваат добрата на државата, шумите, плодното земјиште, езерата, а не да се уништуваат. За каков национален интерес зборувате кога се откажавте од историското наследство на македонскиот народ и во соседните држави и на ова парче земја од поранешната и поновата историја? Национален и стратешки интерес е да се слуша гласот на народот, а не гласот на Артан Груби. Иако беше потенцирано од представништвото на Европската Унија во Македонија дека државата е должна да го почитува договорот за стабилизација и асоциација, што со други зборови значи овозможување на конкуренција и транспарентност на процесот, владата тоа не го прави. Законот за работни односи е противуставен. Уставниот суд, цитирам, донесе одлука за укинување на оспорениот член, бидејќи во спротивност со темелната вредност владење на правото предвидена во член 8 став 1 алинеа 3 од Уставот, како спротивен на членот 9 според кој граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. Уставниот суд оцени дека со овој член се повредува правото на дневен и неделен одмор, односно дека е во спротивност со членот 32 став 4 од Уставот, се наведува во соопштението на Уставниот суд. Таквата одлука на Уставниот суд е конечна. Предложените измени на Законот за работни односи не го оправдуваат кршењето на уставното загарантирано право за време траењето на работната недела. Прашувам, дали непочитувањето на одлуката на Уставниот суд не е кривично дело? Дали во Република Турција или во Америка не се почитуваат одлуките на Уставен суд или во било која друга демократска земја? Ова го има само кај нас. Тука реагираат и синдикатите кои кажуваат дека со обидот за заобиколување на законите води кон уназадување на работничките права. И покрај сите реакции, владата се изјасни дека ќе си го тера своето до крај. Ни свети никој не можел да ги спречи. Зошто? Затоа што таа не се грижи за животот и здравието на работниците, туку ги гледа своите интереси, жртвувајќи ги работниците и нивните семејства. Цитирам, работниците според овие измени ќе работат 72 часа во текот на една недела, а тоа е директен напад врз здравието и безбедноста на работниците. Ова го порачаа Сојузот на синдикати на Македонија. Цитирам, Сојузот на синдикати на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати, како најголеми синдикални централи во Македонија, кои заеднички здружуваат повеќе од 150.000 работници, најостро ги осудуваат одлуките на владата по итна постапка и со европско знаменце да воведат неевропски вредности во Македонија без расправа и согласност на социјалните партнери. Владата воведува работно време како пред 137 години, со кое овозможува работниците нечовечки да бидат експлоатирани во траење од 72 часа во текот на една недела, што е преседан и во светски размери и директен атак врз здравието и безбедноста на работниците. Реагираат синдикатите. Неприфатливо е ова што се предлага во предлог на законот и на начинот на кој се предлага дека Министерството
за финансии во согласно со Министерството за труд и социјална политика да го пропишува начинот и местото на исплата на плата на работниците кои работат на проекти од стратешки национален интерес. Ова е во спротивност со став 1 од истиот член, каде е уредено дека исплаќањето на плата се врши согласно закон. И овде за стратешки проекти начинот и времето на исплаќање на платата да се врши со правилник кој ќе го донесе Министерството за труд и социјална политика. Дали со овој концепт на уредување на начинот на исплаќање на плата се дава можност министерот самоволно да одлучува како ќе се исплаќа платата на работниците. Со овој закон останува можност прекувремената работа за стратешки национален интерес да се зголемува и работодавачот да го прераспредели работното време во различни периоди во годината и со тоа да го изигра плаќањето на прекувремената работа. Оваа влада упорно и покрај сите забелешки пробува да го протурка овој договор кој никој го немаме видено, кој договор ваков каков што е носи огромна штета на Република Македонија. И уште нешто, и Државната комисија за спречување на корупција укажува дека треба да се преиспита најавеното донесување на законите во скратена постапка од причина што со тоа се рушат основните постулати на правната држава, се зголемуваат ризиците од корупција и не се остава простор за јавна расправа, а пред се не се остава простор за произнесување на стручната јавност за содржината на законските одредби. И на крај се запрашувам многу пати, дали можевте повеќе? Не. Дали можевте подобро? Не. Дали можевте поинаку? Не. Вие секогаш кога сте на власт, наместо да отварате, вие затварате. Наместо да градите, вие крадите. Наместо живот, донесовте беда и сиромаштија во Република Македонија. Благодарам.